Господја Ахмет. Ќе ве замолам накратко да се представите. За кратко представување имате 5 минути, потоа ќе имате 2 прашања од кои или невладини или пратеници. Повелете. Борете? Готово. Извинете. Почитувани пратеници, почитувани представници од меѓународните организации, дозволете ми да се представам. Јас сум Џихан Ахмет, родена 1982 во Скопје, живеам во Скопје, мажена, мајка на 3 деца. Значи, моите дипломски студии ги завршив при Универзитет Свети Кирил и Методи, правен факултет Скопје. Моите постдипломски студии ги завршив на Европски универзитет Република Македонија, смер меѓународно право и меѓународни односи, со тема Патот на Република Турција кон членство во ЕУ. Докторант сум во Академијата на МВР-то, Министерство за внатрешни работи во Софија, Бугарија, со докторска дизертација на тема Омбудсман како заштитник на човековото право. Значи, бев избрана како асистент на Европски универзитет, таму работев 5 години. Сега моментално работам во Средно училиште на град Скопје Цветан Димов, професор по правни предмети. Имам положено правосуден испит. Исто сум и овластен судски преведувач од турски на македонски и обратно. Имам учествувано на неколку конференции и семинари, напишани неколку трудови. Така да сега би сакала, значи, да бидам избрана за член на Комисијата за спречување заштита од дискриминација, затоа што верувам во принципите на еднаквост, правичност, значи и почитување за човековите права, ги почитувам принципите на човековите права. Сметам дека дискриминацијата, значи, го нарушува достоинството на поединецот, поготово и било која форма, значи, и во општеството како целина го нарушува. Значи, преку мојот личен и професионален ангажман, значи, покажувам чувствителност кон прашањата на еднаков третман и заштита на ранливите категории. И имам силна мотивација активно да придонесам за антидискриминацијските политики и практики. Значи, како член, подготвена сум, значи, одговорно, непристрасно и професионално да придонесам во разгледувањето на представките, донесување на мислења и унапредување за свеста за спречување на дискриминацијата и ставајќи го на прв план, значи, јавниот интерес и достоинството на поединецот. Завршите? Да, благодарам. Да, ви благодарам многу. Во однос на кандидатурата на господја Ахмет, дали некој бара збор? Да. Од невладините двајца бара збор. Повелете. Да, добар ден, ви благодарам. Благодарам многу за представењето. Јас сум Ива Михајловска, доаѓам од граѓанската организација ХЕРА. Би сакала да ве прашам со оглед на вашето искуство, дали досега сте сретнале некаква дискриминација во училиште и дали можеби тие теми кои што ги сретнале како дискриминација во училиште би биле постапки кои што ги повеле по собствена иницијатива, а поврзано со тоа и дали може да ги наброите елементите на дискриминација кои што постојат во законот. Фала ви. Значи, нормално, луѓе сме, секој од нас се среќавало некогаш борем во животот со дискриминација. Еве јас кај што работам, например, дека работам со ученици, често пати се случило за оценување или за било какво, преглед на оценување, мислам, значи кој како, колку заслужува или нешто, максимално сум се потрудила тоа да биде, значи, најавно, доколку некој има незадоволно, например, што не е задоволен, да има право тоа до мене да дојде, да го изјасни неговото мислење и
тоа да му се дозволи на ученикот, например, само за да дека пред мои очи сите ученици се еднакви, значи не ги третирам како некој, иако некој што не знае, има 100% причина има што нема да научи или нема да знае. Тоа се разгледува после со детален преглед на неговиот живот, например, од кај потекнува фамилиарните врски, семени, мислам, дали има некако врит на проблем или така натаму. Повелете. Да, и исто така, што мислите за измените во законите за образование во делот на дискриминација? Кој е вашиот став? Како иден член на комисијата? Јас мислам дека во законот така и така тоа ние во уставот сите треба да се третираат исти без разлика од која етничка припадност припаѓа или значи да имаат право учениците тоа да си го кажат своето мислење, пошто на повеќе места не им се дозволува од страна на професорот, некој ученик или нешто да може своето да го каже, да имаме повеќе интеракцијска настава, некако порано како еден професор збори, другите слушаат, така да им се дозволи што повеќе и учениците да си го кажат своето мислење или својот став. Благодарам, повелете. Атанас Аврамов, мрежа за заштита од дискриминација, како колешка магистар по меѓународно право, би сакал да ми посочите на кој темел од Истанбулска конвенција би работеле за време на вашиот мандат и со која постојано тело од Обединетите нации би воспоставиле комуникација или одредена соработка за третирање на дискриминаторски практики во однос на образованието. Благодарам. Како само првото прашање, извинете, што беше? На кој од темелите од Истанбулска конвенција би работеле како член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и со која постојано тело би воспоставиле соработка за таргетирање на дискриминаторски практики во образованието? Значи, јас би работела како со Истанбулската конвенција би работела, например, од кога е усвоен Истанбул. Значи, тие промени како што биле почетокот, сега многу работи, мислам, се сменија. Порано било за време на Ататурк, што имало и забрана, например, да се одат забулени или секој има право да оди на работа, училиште без разлика како што сака, не да се дискриминираат луѓето или нешто, тие жени или што носат, например, марама без разлика или се од друга етничка припадност, од друга раса, значи сега мислам дека ако се гледа од тие години како што била порано, сега имаат малку по како да ви објаснам, по широко поле, значи имаат повеќе слобода, што секој може да се изрази, така да јас ова вака би го продолжила, како што е сега моментално во Истанбул. Благодарам. Дали сте задоволни од одговорот на господја Ахмет? Ви благодарам многу, господја Ахмет. Ќе замолам да се повика